14 ноември во светот и кај нас се одбележува како светски ден на дијабетесот. Дијабетичарите се ризична категорија на граѓани, особено сега за време на пандемијата со COVID-19. Годинава за овој ден не се организираше соодветно одбележување, како што вообичаено секоја година се организираше бесплатно мерење на шеќерот во крвта. За значењето на денот разговаравме со председателот на Сдруженијето на дијабетичари од Тетово Душко Игневски, кој истакна колкава е бројката на дијабетичари во земјава, но и дека голем дел од нив се од Тетово. Бидејќи се наоѓаме во време на пандемија COVID-19, годинава никој секоја година ми организиравме мерење бесплатно на сите граѓани кои што сакаат да проверат како име гликемијата, односно шеќерот во крвта, и така да годинава немавме таква активност, бидејќи се потребни посебни протоколи каде што треба да се да се запази ама нормално повеќе луѓе ќе собират да не се собираме. Имавме една активност денеска, нашето здружение го поддржа на Водно, имав еден дијабетичар, и он наш член, кој што се качува 5 пати на Водно, односно 5000 за 5000 вкупно кои што се од тип 1 дијабетес во Република Македонија. Инаку за поточно да ви кажеме дека на ниво на Република Македонија имаме околу 125-6 заболени дијабетичари, од тие се околу 44 на инсулинска терапија. А за детскиот дијабет кои што се заболени, околу бројката е 500 души што се заболени деца, и за жал меѓу тие најголемите се во Тетово и Струмица. Сдруженијето на дијабетичари од Тетово е организација во рамки на Сојузот на Сдруженија на дијабетичари, кој ги застапува правата, интересите, проблемите и обврските на лицата со дијабетес.